Семејното насилство се дефинира како однесување чија цел е воспоставување на контрола и злоупотреба на моќта над други лица во брачната или семејната заедница, со употреба на сила, застрашување и манипулирање. Конкретно, семејното насилство врз старите лица е проблем кој во изминативе 2 децении не е доволно истражуван и истиот се појавува во различни форми, и тоа дискриминација, психичко насилство и финансиско искористување, спречување да се задоволуваат основните потреби, како на пример потребите за храна и лекови, до нанесување на телесни повреди како најтешка форма на насилство. Со цел кај старите лица да се подигне свеста за овој вид на тортура, односно да се запознаат со главните причини, показатели и начините на реагирање, односно институциите каде ќе може да се обратат за прва помош, Општинската организација Црвен крст Крива Паланка организираше предавање на тема семејно насилство со посебен акцент на насилството врз старите лица. Предавањето, кое пред членовите на клубот на пенсионери беше одржано на 25 февруари во просториите на Општинскиот Црвен крст и дел од циклусот на предавања инкорпорирани во програмата Активно старење со цел права и заштита на лицата од трето доба. Согласно стратегијата за стари лица на Обединетите нации и согласно Ерсте програмата која носи наслов Активно старење, во изминатите 2 недели во нашата општинска организација како имплементатор на овој проект, финансиски поддржан од Австрискиот Црвен крст, организиравме еден циклус на предавања со кои што сметаме дека на некој начин ќе им го подобриме квалитетот на животот на старите лица во смисол на нивна заштита, во нивна ширење на нивните знаења. Така да имавме до сега организирано едукативни предавања од областа на здравството и тоа е акутниот миокарден инфаркт. Потоа следуваше предавање за заштита од пожари со посебен акцент на оџаците како потенцијална опасност. Исто така и струјата, со укажувања како старите лица кои сакале или не сакале да признаат стануваат заборавни, зголемување на степенот на вниманието при употреба на електрични апарати, на плински боци, при употреба на печки на дрва. Потоа следуваше предавање едукативна работилница за улогата на медиумите врз животот на старите лица, бидејќи како популација која има многу слободно време, најмногу и гледа телевизија, чита весници и како сето тоа може да влијае врз нив и како да се заштитат од таквото влијание. Наред е работилницата за семејното насилство со посебен акцент за заштита на старите лица. Исто така, во текот на минатата недела почна и обука за еден тим, Ерсте тим, што го нарекуваме ние, 5 стари лица, почна обука за работење со компјутер. Сите предавања, посебно обуката за работа со компјутер, кај старите лица предизвика еден навистина огромен интерес. И просто е задоволство да ги гледаш како пред компјутер работат, ги бараат буквите и запишуваат со големо внимание и со голема заинтересираност се што ќе им се каже. И на крајот, после првиот час, навистина беа успешни и секој си напиша по едно кратко писмо, а крајот на обуката ќе биде тоа писмо да го испратат до некој свој.
Она што беше најавено од Општинската организација Црвен крст во соработка со клубот на пензионери за во блиска иднина и посетата на театарска представа во новиот македонски театар. Исто така во пресрет на 8 март планирана е посета на околу 20 стари лица од нашата општина со цел да ги изредуваат со скромни подароци. Во рамките на програмата исто така имаме предвидено и посета на театарска представа која што ќе биде реализирана во петок. Ова група на стари лица ќе го посети новиот македонски театар и ќе ја проследи представата Вечната куќа. Исто така да не заборавам, во текот на пред 8 мартовските денови група од 6 стари лица ќе направи посета со скромни подароци и цветиња на околу 20 стари лица кои што сметаме дека ова пред 8 мартовска посета навистина ќе ги израдува и ќе им значи многу. Предавачот изрази големо задоволство што благодарение на Општинскиот Црвен крст проблемот со семејното насилство ќе може да го вклучи и потенцира и проблемот со семејно насилство, конкретно врз старите лица. Мене ми представува стварно посебно задоволство што можам во овој момент во благодарение на Општинскиот Црвен крст и програмата со која ја води во врска со правата и заштитата на старите лица, да се инкорпорира и проблемот на старите лица во врска со семејното насилство. Затоа што сега за прв пат после толку години, односно од 2004 година па наваму, фокусот на насилството беше насочено првенствено према жените и децата, односно и категоријата на лица со одземена деловна способност, а сега за прв пат, како мислам на ниво на држава, исто така и на локално ниво, организираме една трибина со која што имаме за задача да ги запознаеме старите лица, да припремиме програмски активности за превенција од семејно насилство во старите лица, како би можеле тие да бидат запознаени во врска со постапката која што треба да ја чинат или да ја прават во врска со семејното насилство. Во ова насока би сакал да го потенцирам и фактот што во последно време или овие последни години се поголем бројот на старото лице, на старите лица кои трпат одреден тип на семејно насилство, меѓутоа од различни причини, поводи и така натаму, а обично извршител на семејното насилство во дадената ситуација се блиските сродници, синови, внуци и така натаму, и од причини што не им е пријатно да го пријават семејното насилство, останува незабележано и останува со неприменетите форми на заштита према старите лица. Во таа насока сега на оваа трибина дискутираме за семејното насилство како општ поим, дефиниција за семејното насилство, пријавувањето, институциите кои што должни да превземат активности, соработката на Центарот за социјална работа со другите институции, кој може да се појави како пријавител на семејното насилство, затоа што обично велиме дека жртвата од семејното насилство, односно старото лице, не сака или не во состојба тоа да го каже, препознавањето на жртвата и така натаму. Најчестата причина за насилството врз старите лица е од екзистенционална природа, односно иницирано од правото на наследување, правото на користење на семена пензија што ја има старото лице и слично. Праксата покажала дека во ваквите случаи пријавувањето е навистина тешко, пред се поради тоа што како главни извршители на семејното насилство се јавуваат децата, браќата, сестрите или други лица од блиско сродство, а жртвите поради срам и страф од осуда не ги пријавуваат, поради што влијанието на надворешните фактори игра клучна улога. Пријавувањето е многу тешко да го добиеме од страна на старото изнемоштено лице, затоа што она веќе со когнитивните и физички способности има голем ризик да трпи одредено насилство. Меѓутоа не е секој пат во состојба тоа
да го каже, да го признае и така натаму. Многу тешко е да се пријави син, многу тешко е да се пријави внук во делот на извршувањето на семејното насилство, а сето тоа се сведува на одредени, јас би рекол, материјални средства, затоа што посебно семено насилство во руралните средини, каде што многу тешко се доаѓа до сознание дали на врзлицата е направено одредено насилство или не е направено. Препознав, многу е битно да ги кажем индикаторите кои што делуваат врз препознавањето на семеното насилство, затоа што ние во најголем број случаи извршено семено насилство, а не поаѓаме од тоа кои се последици до семено насилство, како реагира лицето затворено, не ги извршува активностите и така натаму. На предавањето исто така беше истакнато дека поради намалените физички и когнитивни способности на старото лице, истото има помала можност да даде отпор кон лицето кое е извршител на семејното насилство. Како главни показатели на овој вид малтретирање се наведуваат изолацијата, односно дистанцирање и повлекување во себе на старото лице, како и страф од секаков вид на комуникација.